Во ова видео ќе научиш за процентуално зголемување и процентуално намалување со примена на множители. Би требало веќе да знаеш што се проценти, но за да се потсетиш, изгледај го ова видео. Процентуалното намалување можеме да го пресметаме на овој начин. Најпрво го наоѓаме износот, а потоа истиот го одземаме од почетната вредност. Но постои и многу побрз начин со користење на множители, особено ако имаш калкулатор на располагање. Множителите се засноваат на користење на децимални броеви за пресметување на процентуалното зголемување и процентуалното намалување. Ајде да почнеме со процентуално зголемување. Дали свати како ги пресметуваме множителите во дадената табела? Обиди се да ја пополниш десната табела со множителите кои недостасуваат. Паузирај го видеото за да размислиш. Дали ги доби овие вредности? Ако имаме зголемување помеѓу 0 и 100%, вредноста на множителите за процентуално зголемување секогаш започнува со 1. 100% зголемување всушност значи двојно. Па затоа множителот ќе започне со 2 кога имаме повеќе од 100% зголемување. Но што се множители? Зошто започнуваат со 1? Започнуваме со 100%. Ако потоа сакаме да зголемиме за 25%, тогаш имаме 100% плюс зголемувањето од 25%, па ќе добиеме 125%, кои запишани како децимален број се 1,25. 1 го представува почетниот износ, а 0,25 го представува процентуалното зголемување. Што се случува со множителите при процентуално намалување? Паузирај го видеото и најди ги вредностите што недостасуваат. Дали ги доби овие вредности? Кај множителите за процентуално намалување треба да го одземеме процентот од почетната вредност 100% и потоа да го претвориме во децимален број. Ако од 100% се одземат 8%, се добива 92%, што како децимален број е 0,92. Сега, кога знаеме како да ги најдеме множителите, може да ги искористиме за да го најдеме процентуалното зголемување и процентуалното намалување. Да се вратиме на примерот со билетот за воз. Ова е прашање за процентуално намалување. Множителот ќе биде 100 минус 20, што е еднакво на 80. А како децимален број се добива 0,8. Така, 40 помножено со 0,8 е еднакво на 32. Гледаш колку се овие пресметки брзи и едноставни. Одговори ги следниве прашања. Внимавај дали се бара процентуално зголемување или намалување. Паузирај го видеото, одговори ги и потоа продолжи. Значи, користиме множители за да го најдеме процентуалното зголемување и процентуалното намалување. За зголемување запомни да додадеш 100%, а за намалување да одземеш од 100%. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.